Го следите најновото издание на регионалните вести. Неконтролираното градење во Тетово го узурпира јавниот и приватниот простор во градот. Се гради на тротоари дури во центарот на Тетово, на приватен имот и на разни јавни површини. Семејството Шаипи од Тетово веќе 7 години живее без доволно светлини и простор за влез во својот дом лоциран во центарот на градот. Пред нивната куќа на само половина метар оддалеченост, на тротоар изградена е повеќе катница, блокирајќи им го главниот влез и светлината и видикот од прозорците. Семејството вели дека со оваа дивоградба е запознаена општината и државниот градежен инспекторат, но досега никој не презел конкретни мерки. Основниот суд Тетово донел одлука да се урне дел од бесправниот објект, но одлуката во пракса не се спроведува. Ми е затворена влезната главна врата, која што мојата куќа е направена пред 40 години со сите одобренија и дозволи. Избегано е, пуштено е место за тротоар. Со овој објект е затворен и пешачкиот премин, нема пешачки премин, узурпирање цел тротоар. Затворена е сообраќајницата, ископана, направено е од самоволие нивно. Ова е само еден од примерите во Тетово на неконтролирано градење без процедура и узурпација на јавен и приватен простор. Тетово гледано од птичја перспектива е целосно бетонирано со хаотичен урбан и сообраќаен хаос. Секоја ќоше се користи за изградба на објект, задушувајќи го и онака загадениот и претесен град. Голем дел од градбите се бесправни. Надиво се гради во подножјето и редовите на Шар планина, но досега властите немаат преземено никакви мерки, ниту имаат урнато некој објект. Тетовци велат дека повеќе не го познаваат градот. Зграда е многу, што да правиме. Дива градбе има многу, све има многу, до градбе. Ама нема кој да го заштити моментално. Сите си гледаат својата работа. Бизнисот си го терат и така натаму. Друго било, овој сега е за никаде. Зграда до зграда, зграда до зграда. Ова е теми више. Урбанистите прогнозираат дека во иднина урбаниот хаос ќе биде уште поголем, ако не се донесе нов генерален урбанистички план според кој градот треба да се развива. Проблемот го гледаат во локалните самоуправи кои носат парцијални урбанистички решенија, централизирано, односно само со одлука на градоначалникот. Урбанистичките решенија треба да ги носат повеќе институции, вклучувајќи го и градскиот архитект, кој треба да се врати како институција, доколку има воли и постојните несоодветни градби, може да ги исполнат стандардите и да се вклопат во урбанистичкиот план, истакна универзитетскиот професор Енис Јакупи. Според принципите, барањата и критериумите во сила, значи законот што постои, според кој му е давано одобрение, тој за станот површина 80 квадрати мора да има една паркинг место. За локал 5 паркинг места. Одиме контрола кај му се тие паркинг место. Ова зграда не може да функционира. Нема да има струја, нема да има вода, нема да се пушти на употреба, дур не ги обезбеди овие работи. Како ќе ги обезбеди? Има начини, има можна. Нека ги затворат локалите. Во приземје нека се паркира. Лошата урбанизација ги парализира останатите сегменти од општественото живење. Поради непланската градба се блокира развојот на подземната инфраструктура и инсталација. Узурпираниот простор ја оневозможува изградбата на новите сообраќајници, кои се неопходни за решавање на проблемот со сообраќајниот хаос. Што донесува до ситуација да граѓаните на град Тетово живеат во сообраќајен метеж, че не знаете што е веќе улица, што е тротоар, не знаете што е пешачки премин, немате крстосница како што треба, се прават некои импровизации. Од општина Тетово велат дека се во фаза на подготовка на јавен повик за изработка на генерален урбанистички план според кој градот треба плански да се развива. Оттаму најавуваат дека ќе изберат компанија за уривање на дивоградби, што е законско обврска на општината. Инаку минатата година општина Тетово имаше избрано фирма за уривање на дивоградби. Фирмата за оваа намена според едногодишниот договор доби 6,5 милиони денари општински пари, но на терен не е урнат ниту еден бесправен објект, иако инспекцијата има стотици решенија за уривање на дивоградби. Во меѓувреме градот, каде нема донесено нов генерален урбанистички план, 15 години постојано се шири, населението се зголемува, а инфраструктурата стагнира. Нови улици не се отвараат, трите булевари не се пробиваат, а обиколницата за Тетово, која би го облажила проблемот со сообраќајниот хаос, остана само на хартија. Отворени шахти, раскопани улици и тротоари, свртени сообраќајни знаци. Тетовци се жалат на неажурност на општинските власти за брзо и ефикасно справување со тековните проблеми. За санирање на некои оштетување на градската инфраструктура се чека со месеци. Тетовци се жалат на неажурност на општинските власти за брзо и ефикасно справување со тековните проблеми.
Отворени шахти на фреквентни сообраќајници, раскопани улици и тротоари невратени во првобитната состојба, свртени или паднати сообраќајни знаци, се само дел од оштетувањата на градската инфраструктура на чие санирање се чека со месеци. Не само што пречи на нормалното одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците, појавата на ненавремено санирање на оштетувањата го нагрдува и естетскиот изглед на градот. Веќе долги години случајните и намерни посетители за Тетово имаат многу лоша слика, како несреден и нечист град. Има, тука гледам ја дека е отворено, ама никој не води рачун ништо. Нису колеве се паркира кој како сака на тротоар, нигде не се проваѓа. Ужас. Да. Има случаи че падна луѓе, би требало одма тоа да се земе во предвид нешто да се направи. Па и друго што да ви кажам за во Тетово со возилава многу еве тротоари ни се зафатени, не можеме ни да поминеме. И така. Граѓаните сметаат дека општинските власти преку соодветна служба треба редовно да ги контролираат сообраќајниците и јавните површини за да утврдат оштетување на градската инфраструктура и навремено да интервенираат. Освен ова, потребно е општината редовно да се одзива на повиците на граѓаните за било каков комунален или инфраструктурен проблем што ќе го пријават. Пред споменикот на градителите во Мавров Јанови на пригоден начин беа одбележани 62 години од трагедијата, во која загинаа над 50 градители на мавровските хидроцентрали, граничари и локално население. Пред споменикот на градителите на Мавровскиот хидроенергетски систем во Мавров Јанови, утрово се одржа пригоден собир во спомен на трагедијата од 1956 година, кога при снежни лавини во Маврово и околината, животите ги загубија 52 лица, градители, граничари и мештани. Одбележувањето го организираше ХЕЦ Маврово. Присутните на настанот со едноминутно молчење и положување на цвеќе им одадоа почит на загинатите во трагедијата. Ноќта на 10 спрема 11 февруар во далечната 1956 година од снежните лавини што го зафатија Мавровскиот регион загинаа 52 градители на Мавровскиот хидроенергетски систем, граничари и мештани. Во знак на сеќавање на оваа голема трагедија што ги потресе жителите на цела тогашна Југославија, бидејќи градители имаше од сите нејзини краишта. Подигнат е овој споменик во 1957 година и по тој повод се одржува традиционалниот Мавровски меморијал, спортски надпревар во скијачко трчање, а ние вработајните на хидроцентрали Маврово на 11 февруари секоја година се собираме пред овој споменик, полагаме свежо цвеќе и се потсетуваме на големата трагедија. Со тоа сакаме да им одадеме почит и да им даеме до знаење на сите наши вработени дека луѓето што загина во оваа трагедија вечно не задолжија, положувајќи ги нивните животи. Ноќта 10 спрема 11 февруари 56 година, по долината на Радика неколку снежни лавини се урнале врз куќи, бараки на градежници и караули, при што биле затрупани стотина луѓе. Спасувачките екипи успеале да излечат само половина од нив. Подигнатиот споменик во близина на браната ја символизира храброста на градителите. На спомен плоча до него се врежани имињата на сите загинати во снежните лавини. Поранешниот градоначалник на Гостивар Невзат Бејта на пресконференција денес посочи дека актуелниот прв човек на општината Тараваре не знае да ја води општината. Зборува невистини, прави политички реваншизам и вработува партиски војници. Поранешниот градоначалник на општина Гостивар Невзат Бејта денес одржа пресконференција на која даде оценка за 100 дена од работата на новата локална власт. Бејта посочи дека актуелниот градоначалник Арбен Таравари досега не покажал никакви резултати во работата, ја деградирал општинската администрација, јавните предпријатија и образовните институции и вршел политички реваншизам. Тој прави оценување, понижување на мене, на моите соработници, на мојата партија и на моите граѓани. На место да каже 2-3 добри зборови за сите тие проекти што ги имаме реализирано ние
во мојот мандат и тие проекти ги користат нашите граѓани во нашата општина и таравари со своето семејство. Тој кажува невистините за моето работење и за мојот огранок дуи во Гостивар. Бејта оцени дека досегашното работење на таравари е неуспешно и проследено со незаконитости и ги отфрли обвинувањата дека ја кочат локалната власт преку општинскиот совет. Али тој нема способности и не зна да менаџира. Тој неспособен беше као министер за здравство, пак неспособен продолжува да биде као градоначалник. И мисли дека обструкции му прават мнозинство на советниците на чело со председателот Насир Мустиев. Не е точно. И нема да има избори за советници, пошто ќе се гласа буџетот на општината Гостивар. Сега има привремен буџет, али ние нема да прифатиме и да гласиме буџет тој да ги финансира војниците на својата партија и такав пример ние немаме до сега. За кратко време во јавните предпријатија и во администрацијата на општината има вработено над 100 војници на својата партија, а немат кај да седат и не работат ништо, а тие земат парите што ги плаќат граѓаните од своите такси да работат во ред. И сите тие вработење ги има направено незаконски. Бејта посочи и дека актуелниот градоначалник како министер за здравство исплаќал пари на фирми блиски до високи партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ, со што, како што рече, си ја обезбедил победата на локалните избори во Гостивар. На пресконференцијата беа презентирани и предизборните ветувања на таравари, од кои, како што беше речено, ниту едно не реализирал. Следуваат информациите од денешниот полициски билтен, а во него лишување од слобода и сообраќај на незгода. Вчера околу 10 часот и 45 минути вработен во Тетовската брза помош пријавил дека на улица Маршал Тито во Тетово интервенирале за да му укажат лекарска помош на 80 годишниот АА од Тетовското село Мерово, кому наеднаш му се слошило. Меѓутоа на пат за Тетовската клиничка болница АА починал, а неговото безживотно тело без траги на насилство предадено му е на семејството. На автопатот Тетово-Скопје вчера околу 19 часот и 40 минути патничко возило БМВ со тетовски регистерски таблици, управувано од 34 годишниот тетовец ДЖС, удрило и усмртило куче кое неконтролирано се движело по коловозот. Од удирањето во животното, две сопатнички во возилото, 58 годишната РС и 29 годишната ЗС задобиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница, укажана им е помош, ЗС е пуштена, додека РС задржана е за натамошна обсервација. Причинетата материјална штета во оваа сообраќајна незгода се проценува на 10.000 денари. Од СВР Тетово информација за лишување од слобода на двајца велешани во Тетово. Имено вчера околу 16 часот полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово ги лишиле од слобода 26 годишниот НД и 19 годишниот СД, двајцата од Велес. Двете лица во отпат лоциран на улица 29 ноември во Тетово се обиделе да продадат патничко моторно возило Југо без регистерски ознаки и со фалсификувана сообраќајна дозвола, а кој претходно било одземено на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје. По лишувањето од слобода и нивното задржување во полициската станица Тетово, утврдено е дека СД се барал со централен распис за извршените тешки кражби. По целосно документирање на случајот против лицата ќе биде поднесен соодветен поднесок, информира СВР Тетово. Пребрзото возење, неправилното возење и погрешното паркирање и понатаму се најчестите прекршоци по улиците во Полошко, потврдуваат најновите сообраќајно-контролни активности. СВР Тетово со подсетување на висината на глобата за ваквите грешки на возачите.
И во текот на вчерашниот ден со несмален интензитет продолжија засилени сообраќајни контролни активности на поширокото полошко подрачје, во кои вкупно биле откриени над 100 различни видови прекршоци, од кои 73 на тетовските и 38 на гостиварските простори. Тетовските прекршоци, меѓу кои најбројни биле пребрзо возење, неправилно пристигнување и погрешно паркирање. Санкционирани се со 22 прекршочни, 41 мандатен налог и 10 писмени предупредувања, информира Савара Тетова. На гостиварските возачи прекршители пак изготвени им се 22 прекршочни и 16 мандатни платни налози. Секторот за внатрешни работи Тетово и наредните денови планира вакви активности кои најмногу ќе се однесуваат на брзината и пристигнувањето и подсетува дека глобата за пристигнување на недозволени места изнесува 300 евра во динарска противредност и времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. Посебно ќе се контролира исто така и паркирањето во Тетово и во Гостивар, со подсетување дека глобата за погрешно паркирање се движи од 35 до 180 евра во динарска противредност, зависно од тоа каде е оставено возилото. Покрај тоа, непрописно паркираните кои го попречуваат нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, задолжително ќе бидат подигнувани од пајак службите. Повисоки придонеси веднаш, а поместување на старосната граница за пензионирање по 5 години. Ова е најбезболното решение за реформа на пензискиот систем, кој би ја намалило дупката во државниот фонд, покажува анализата на Институтот за економски истражувања Financing. Од трите сценарија најприфатливо е она кое предвидува придонесите веднаш да се зголемат од 18 на 20%, а по 10 години за уште 1% поен. Старосната граница за пензионирање да се помести за 1 година, но дури по 5 години. Предноста е што товарот нема да го понесе само една генерација, вели Благица Петрески, еден од авторите на истражувањето. Предложената реформа во првите 5 години би донела заштеда во буџетот од 89 милиони евра на годишно ниво, а потоа овој ефект би се зголемувал. Само во 2017 година дефицитот во ПИОМ достигна околу 600 милиони евра, дупка која беше покриена со пари од државниот буџет. Паралелно со одвивањето на таа пензиска реформа беше намален и основниот изворен приход на фондот со намалување на придонесот за пензиско осигурување, почетно од 21,2, па преку еден преод 19, еве денес на 18%, за тоа што колегите што ја следат оваа област знаат дека имаше амбицирано дури да се оди уште надолу во стапката на придонесот за ПИО од една страна, а од друга страна предречи си да не вака сугерирам задолжително пред секој, меѓутоа главно пред секој изборен циклус се случува покачување на пензиите. Третата реформа на краток рок има најмали ефекти, меѓутоа на долг рок, ако забележиме, ефектите од третата реформа во однос на фискални заштеди се многу слични на оние кои што дури и повисоки на оние од индивидуалната реформа. Зошто е тоа така? Затоа што ефектите се поделени низ еден подолг временски период и очекувано е ефектите да ги очекуваме на исто така подолг временски период. Представничкиот дом на Американскиот конгрес го прифати рано утринава по локално време законот за финансирање на федералната влада до 23 март и зголемување на лимитот за трошење во следните 2 години и го испрати на подпишување кај претседателот Доналд Трамп. Законот прифатен со 240 наспроти 186 гласа на конгресмените треба да ја прекине финансиската блокада на сојузните институции, која почна на полноќ откако истече досегашното привремено финансирање на владата. Се очекува Трамп да го потпише законот со што тој ќе стапи на сила. Американскиот сенат го одобри неколку часа предходно. Прекинот на работата на владата технички почна на полноќ и тоа е веќе втор пат годинава во администрацијата на Трамп, кој немаше голема улога во обидите на партиските лидери да го прекинат натегањето околу буџетот, кое трае со месеци. Председателот Родриго Дутерте во борба против криминалот наложи уништување на луксузни возила. Веруваме дека секој љубител на автомобили така би ја оквалификувал акцијата на филипинските власти за борба против криминалот и корупцијата, во која уништија 20 на луксузни автомобили, што лично председателот Родриго Дутерте ја следеше.
Тој, гледајќи ги булдожерите и останатата тешка механизација, како блескавиот лим на возилата од марките Мерцедес, Јагуар, Порше, Корвета, па дури и Мекларен, го претвара во старо железо, изјави: "Дајте им го тоа на производителите на челик, нека прават играчки. Возилата се криумчарени и делот за пленетите од страна на царинската служба на Филипините." Официјалните податоци велат дека лани е запленета стока во вкупна вредност од 866 милиони долари, меѓу кои возила вредни 2,93 милиони долари. Отворањето на 23-тите зимски олимписки игри започна денеска во 12 часот по средноевропско време во јужнокорејскиот град Пјонгчанг на само неколку часа откако спортскиот арбитражен суд ги отфрли жалбите на 45-те руски спортисти против забраната за учество на игрите. Одлуката на судот во Лозана доаѓа во услови на долготраен спор околу допингот по кој на Русија и беше забрането учеството на игрите, иако 169 руски спортисти ќе се надпреваруваат како независни. Покрај контроверзноста околу забраната и учество на руските спортисти со статус олимписки спортисти од Русија во фокусот на игрите во Пјонгчанг, исто така е делумното затоплување меѓу Северна и Јужна Кореја. Спортистите од Северна Кореја ќе учествуваат во заеднички тим со спортистите од Јужна Кореја и ќе маршираат заедно под едно знаме на полуостровот, првпат по повеќе од една деценија. Времето денеска беше променливо облачно со повремени сончеви периоди. Минималните температури се движеа од 2 до 6, а максималните од 7 до 10 степени Целзиусови. Според најавите добиени од Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на влажна и постудена воздушна маса за време на престојниот викенд ќе има врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините врнежи од снег. Утрешните температури ќе се движат од 0 до 4, а максималните дневни од 5 до 8 степени Целзиусови. Регионалните вести ги завршуваме овде. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.